Наместо мерки, казни. Додека сите чекаат мерки кои ќе помогнат да заздрави стопанството, владата ги нападна трговците и ги нарече неетички, неморални оти ги зголемиле цените. Вице-премиерот Битики изјави дека за поскапувањето ќе имало одговорност, ама не од владините институции, туку од компаниите. Инспекцијските служби ќе контролирале дали зголемувањето на цените било реално. Несувањето некоректно, неетичко и неморално на одредени компании, особено кон зголемување на цените, надбрзо ќе најде на одговор од страна на институциите. Затоа што не можеме да прифатиме дека цената може за 24 часа да порасне за 20%, кога производствената цена не може да порасне за 24 часа за 20%. Власта се правда и не носи нови мерки, а резултатот на терен е страотен. Цените на бензините уриваат рекорди. Основните продукти драстично поскапеа. Експертите предупредуваат дека доколку не се реагира ќе биде уште полоша, а попусти беа и апелите на опозицијата да се реагира и да нема ДДВ на основните производи до крај на годината, а на горивата да изнесува 5%. Додека власта не презема ништо, за помалку од еден месец не очекува нов ценовен шок откако ќе поскапи цената на електричната енергија. Причина за ова, како што реагираат од ВМРО ДПМН, е недомакинското менаџирање на најголемите енергетски капацитети во државата. Само за 2 години Македонија произведе 1 милион мегават часови помалку електрична енергија, што според цените на светската берза ќе ги чини граѓаните 250 до 260 милиони евра. Во такви услови да недомаќински се фрлат во ветер, во воздух 260 милиони евра е целосно неодговорно. Во исто време, електричната енергија за граѓаните поскапе 2 пати по 10%, сега ќе поскапи веројатно дополнителни 30%, но она што е уште позначено, за компаниите, за фирмите е поскапена 500 до 600%, а во исти процент е поскапена и за институциите и за општините. Значи, 5 до 6 пати е поскапена цената на електричната енергија, затоа што Македонија не произведува доволно, заради недомаќинското работење и криминалот кој што се случува во Елем и во рек Битола, и таа струја мора да се увезува. Недоволното домашно производство на храна и електрична енергија и според стопанските комори е причина за лошата економска слика во која се наоѓаме. И од бизнис секторот побараа зголемување на производството дома, елиминирање на непотребните бирократски процедури за инсталирање обновливи извори на енергија и отворање на стоковите резерви.